K15! Драги гледачи, добар ден. Еве се доаѓаме на нашиот интернационален меѓународен аеродром, при што ги чекаме да дојдат нашата делегација од Бирмингем. Вие знаете колку добро поминавме на представниците на Евровизија. Ние нив со нив би сакале да направиме едно мало интервју од прва рака и за сметка на то ние се договоривме на сите што ќе дојдат од делегацијата, у име на захвалност што не репрезентатираа како што треба, да им дадеме по еден сладолед од Торе, иначе Торе се сладоледи со интернационален квалитет кој што се произведуваат тука у Скопје и од да се вземаат сите и ги чекаме да дојдат. Еве, тензијата расте. Тензијата расте. Ја мислам дека ајде, еве, целата делегација искача да видиме кој е тука сега, све ќе биде присутен. Ајде, ајде. Ајде, добар ден. Знаме. Ни втори ред беме. Ај, добро ли дојдовте, ако може, тука со нашата делегација. Како си поминавте? Па добро беше, одлично си поминаваме. Да ви кажам право, многу убаво не пречека. Тоа како беше суредено таму наместено се. Фала. Како беше се наредено, тоа нешто неверојатно. Тоа мезиња, вечера да ки словенците беме исто на вечера. Тоа се изнаја доме, се изнапиме, точно дека каже како беше. Што да кажем, разбираш, таа руската салата, това беше ремек дело, разбираш. После кога се изопијаме, беше тоа. Слушај, до травено вино што се погоди пиме, биме го испиме цело и снеме да време, викам, тера и бело, што е, мајка му. Избрукаваме и словенци, и французи, испоначукаваме ги со алкохол, разбираш, после таа водителката. Да, драги гледачи, именно тоа и да интересира, бидејќи сите бевме сведоци да како е Македонија многу битен фактор во Европа, при што на со своето гласање допринесе и е важен фактор која што одлучува, тоа сите го имаме да супрево не занима како ни... Врска со ова посебно сакам да истакнам. Не е тачно тоа што викате дека Англија е многу скап. Јас зе 2 рала фармики за 14 фунти. Чејли си купи за 10 фунти. Па тоа е багатела таму да одиш. Многу ефтино беше, ја. Овие се фармиките. За децата што зема мајчки, од тие Биг Стар што пише. Знаеш какви? Милина по 1 фунта. Што мене сите пари ми останаа, кај там ми се упал, сите пари ги врати назад, ништо не подржим. Чи враќаме у хотело шоуви крп имаше, јас 30 земах, разбираш, он ние да крпа не земал. Хотело па како не пречека. На секој ни турине бакшиш по едно шампонче, сапунче, куртонче, ставили се, си иземе. Тоа ние од палто. Ки ги земеш, таци, ки ги земеме после. Не, слушай да ти кажам, јас така како... Он иначе е композитор и посебно за тие Да, јас сакам да заборев да го давам, бидејќи сите добро го знаеме, ова е нашиот аутореверс што беше таму. Зашто аутореверс? Затоа што беше таму со ауто за да ги врати назад, а меѓу другото и многу добро се занимава и со музика. Како да видиме со овака по-професионален аспект, како беше? Што да справаме сам ред е така е да... Кастите си. Така од влаксата, од мустаките да не ми влезе некој ред е да кажеме, нели, зашо не пратија таму, цаци, мислам, убаво си поминаваме се, многу беше убаво. Многу беше убаво, ама да ти кажам, јас сум се изненадил. Влеваме вечерта у салата, се беше наместено. Столове наместени, оркестар наместен, се живо наместено. Таков печеток. Како не пречекале, разбираш, това да не поверуваш, разбираш. Друго што сакам да кажам. Има една новина од Запад, така што ја донесехме ние, јас како овака по музиката. На Запад има едно правило, така да не постои веќе песна без рефрен. Никако. Не постои. И обично до сега статистиките покажуваат ти победувале песни што се од Г, меѓутоа ние оваа година сакахме од Д така да убацеме една песничка. Да, не е искуство. Меѓутоа сепак беше револуционерно, че влезе како да е вид историја. Рефрените и по 2-3 пати може да се повторат и така убаво беше. Добро. А дали е тачно тоа дека у Енглеска има магла? Беде што ми каже, а бе баш пред некој првата пред вашето дојдат, викаат Бирмингем е најболја држава за живење што било. Има магла и да ти кажем, ние у ресторан уствари кога бееме, имаше специјалитет кој ќе беше гуска у магла. И ние си наречахме
И така многу беше. Да, и ние знаеш што да еден мал штос направивме тука да мала анекдота, пошто беше гуска умагла, ние ја изедеме гуската и сите присутни прашува дека е гуска, дека ја викам, таму е умаглата. Па добро, тоа е мисля нашите традиционално. Видите како е мисля се спотано. Толку ти е драго да кажа кога ве гледавме дома со супругата и викаме баш леле види го Владо што елегантен и све тоа. И тоа. А дали они каде се? Они веројатно ќе дојдат со специјалниот авион. Доста специјално, ние уидехме со една така помала делегација од 5-60 души, мислам таму да представиме Македонија. Они се со автобус ги испратихме нив, они ќе дојдат Они за по 2-3 пат дена. имат нешто за пазарење. Добро, ние се слуштавме Знаеш, под пошто имав информација таму процури дека измеѓу Бирмиген и хотелот што е мој главниот Лондон, на место продавале ефтини готки па да донесат за сладко. Па убаво. Да сти ни јавива практично дека овој преведувачот од француски што бил таму ве сачекал све и таа наводно некоја си Тоа беше слака. мал пропуст беше тоа на организаторот. Никој не знаеше француски таму и многу тешко се споразумевавме со луѓето. Па добро, нашиот Не знаат да кореспондент. говорат, цаци типа мислиш Англија, ако е многу И тоа е што викате. Важно сакам да истакнем Добро. како шеф на делегацијата дека ние пресречни и презадоволни, а представивме таму нашата земја и во овој момент сум горд што Македонија уствари го одлучи победникот на Евровизија. Многу е убаво До кога ќе братската се република врнеш, Израел. Драги гледачи, да не ги задржуваме, не би сакал фала за времето што ни го отстапивте. Еве ви дадоа по еден сладолед торе. Тоа е од овакото излижете си ги со здравје и да ќе они имат и семејни пакувања Ја не го свето. отварам на децата, ќе го носам. Ајде. Убаво. Драги гледачи, гледате како се срекни. Многу ми е драго вака кога во достоинство значи ќе ја изрепрезентатираме нашата држава, при што ова може да се види. Биле паника за вашата телевизија. K15!